е што излезе од печат книгата на нашиот сограѓанин, новинар, писател, сега пензионер, активен писател, господинот Маневски. Иначе книгата се вика Корона Катрени. Книгата е посветена на сите здравствени работници. Тоа е негов начин на поддршка на здравствените работници и на борба против короната, која што е чудовиште на 21. век, која што го зафати целиот свет. Јас имав посебна чест на инсистирање на господинот Маневски да направам увод на книгата, не знам колку бев успешна. Му благодарам за честа што ми ја укажа, се консултирав со неговата фела, за да бидам успешна и успешно да го представам неговото дело. Уште еднаш му благодарам. Благодарам од името на сите вас за поддршката што ни ја даде писателот Маневски и што направи едно такво дело во наша чест и наша поддршка. Сега и давам збор на стручњаците. Ние знаете дека не сме стручњаци, ние сме доктори. За жал, и тоа да кажам, оваа книга излезе во период кога ние во Делчево до сега немавме корона, имаме позитивна една наша сограѓанка и посакувам да оздраве и да нема други позитивни, да нема заразени други. И се надевам дека ќе е така. И давам збор на Билјана Петровска, која што стручно ќе образложи за книгата и за се неговото дело на нашите сограѓани. Благодарам. Добар ден на сите. Огромна чест и задоволство ни е што јавната локална библиотека Илинден од денеска е збогатена со уште едно дело од наш еднокраен автор. Тоа е нашиот сограѓанин Васил Маневски. Разуправеното оделение на библиотеката ретко се закитува со нови наслови и кога тоа ќе се случи навистина многу ни е. Јас нема да зборувам за книгата за тоа како е направена, ниту темата која што обработува. Како директор на библиотеката само ќе кажам дека со задоволство ќе купиме примероци од оваа книга, кои што ќе бидат обработени и веќе од утре ќе бидат достапни до сите наши читатели, односно до сите наши членови. Маневски го познавам долго време, соработувавме како новинари во некогашната радио телевизија Делчево. Сега соработуваме на релација автор-библиотека. Слободно можам да кажам дека тој е човек полн позитивна енергија, полн сила, многу амбициозен, многу упорен, многу трудолюбив. И од тие причини излегувањето од пешат на оваа негово дело за нас не е ништо ниту изненадувачко, ниту ново, напротив нешто што ние и го очекувавме. Во јавната локална библиотека Илинден, покрај ова негово познато дело посветено на короната, ние ги имаме и сите негови други издадени дела, подпишани со негов подпис. Тоа се Љубов и страдања, За твојот сон, прво издание во 1980 година, второ издание лани 2019 година, потоа Плачеше цела Мелешевија и ова последното, кое што е посветено на короната. Од име на јавната локална библиотека Илинден, на Маневски му посакувам многу успеси, уште многу нови наслови, многу нови читатели и секако оваа наша соработка да продолжи и понатаму. Пред да му дадам збор на Маневски, јас би сакала да ја прочитам посветата на оваа негова книга. Оваа книга искрено им ја посветувам на сите медицински сестри и лекарите и на сите оние што од срце ги почитувам, полицајците, комуналците, пожарникарите. Ви благодарам. Маневски повеќе. Драги пријатели, не сум среќен со последната вест дека и во нашава средина стаса короната. Јас мислев таа ќе стаса само преку овие стихови. Но што е тука е? Вие, вашата должност на луѓето во бели мантили е таа да ова зло со него се борите и понатаму и дај Боже да се изборите успешно. Должам благодарност на јавната здравствена установа Гоце Делчев, предводена од директорката Марија Григоровска, што ја овозможи оваа прва промоција токму за луѓето на кои книгата и им е посветена. Работев од почетокот кога короната се појави, па до самото влегување на книгата во печат. Се некои измени, додавки, знаат и директорката како автор на предговорот и докторката Билјана како рецензент.
но тоа е оној творечки дух што треба, што ме крепи, што ми дава сила да продолжам напред. И јас се гордеам што во оваа установа тука, меѓу вас, има мои воспитаници, мои ученици. Го гледам Блаже, отсутен е поранешниот директор доктор Трајче. Тука се медицински сестри, да не ги именувам сите. На сите сум им благодарен за моралната поддршка. Сакам само да ве известам дека, како што рече директорката на библиотеката, оваа книга од утре ќе се најде во роднокрајното одделение на јавната библиотека Илинден. Сите тие што имаат желба да ја прочитаат, можат да ја позајмат од таму. Ја има во електронска форма на овие апаратите, телефоните, компјутерите, а оние па што сакаат да ја имаат во своја лична собственост, во својата библиотека, книгата чини 200 денари, ќе може да ја добијат. Благодарам многу на вниманието и што во толку голем број се собравте да го удостоиме ова издание и ја поканувам докторката Билјана како рецензент да земе збор. Благодарам. И јас имам таа можност како рецензент да ги прочитам прва сите катрени. И еве ќе кажам нешто. Воден од моменталната состојба во која се наоѓа цел свет, неговите катрени ни даваат една слика за реалната состојба, притоа видена низ призма на обичниот македонски човек, како и на одговорните здравствени лица кои се во првите редови на случувањето. Пролет, болест, слобода и неизвестност неизликовито ни го прикажуваат делото, притоа испреплетено со бројни емоции на страх, надеж, болка, желба за живот. Во препознатлива форма поетот ни ја прикажува секојдневната реалност и борба на сите нас со нешто ново и непознато. И ќе завршам со стиховите "Ја чекаме победата". Чекаме да заврши корона пандемијата, да престанат ограничувања и изолации, да победат науката и цивилизацијата, да стигнат сите континенти и нации. Благодарам.